Почитувани граѓани, почитувани медиуми, на почетокот на оваа пресконференција да ве замолам да погледнеме едно видео кое што ќе се појави во позадината на овој екран. Почитувани, ова е начинот на кој што Социјалдемократскиот сојуз ги третира полициските службеници. Се друго кое што се обидува да ви го представате лицемерие. Дивите орди, предводени од Зоран Заев и од Оливер Спасовски, на 5 мај 2015 година се обидоа насилно да влезат во владата на Република Македонија. Хулиганите, организирани од Спасовски и Заев, ги напаѓаа полициските службеници кои го обезбедуваа објектот на владата и ги извршуваа своите задачи. Овие сцени ќе останат врежани во сеќавањата не само на полициските службеници, туку и на нивните сопруги, деца, родители и семејства. Ниту еден од функционерите на Социјалдемократскиот сојуз не почувствува потреба барем да се извини за злоделата што врз полицијата ги сторија криминалците и хулиганите под нивна команда. Јавноста, а посебно припадниците на Министерството за внатрешни работи, нема да заборават дека на денешен ден, пред 3 години, во насилните протести беа повредени дури 38 полицајци, од кои 6 посериозно повредени. Само луѓе без образ, како што се Зоран Заев и Оливер Спасовски, сега присуствуваат на свечености на кои што полицијата го одбележува својот ден 7 мај, а само пред 3 години организираа протести на кои ги каменуваа, им фрлаа запалени контењери, ги гаѓаа со бехатон плочки, ги тепаа со шипки и слично. Почитувани, откако Социјалдемократскиот сојуз дојде на власт, криминалот царува по улиците. Убиства, реќен, уцени, запалени возила се секојдневие во нашата држава Република Македонија. На професионалците во Министерството за внатрешни работи им се врзани рацете, бидејќи раководните структури на Социјалдемократскиот сојуз ниту имаат волја, ниту се способни да ја гарантираат сигурноста на граѓаните. Неспособното раководство на СДСМ, од друга страна, не може да обезбеди подобри услови за полициските службеници кои секојдневно ги жртвуваат своите животи. Се ветуваа плати од 100.000 денари за докторите, но покачување на платите на полициските службеници се уште нема. Не се исплаќаат редовно ниту дневниците, а исхраната и условите во кои што работат припадниците на специјалните единици се недостоинствени. Штетите кои неспособното раководство на Социјалдемократскиот сојуз ги прави во МВР се огромни и се натоварат и на граѓаните, но и на вработените во МВР. Колку подолго останува на власт ова раководство, толку потешко ќе бидат истите надоместени. Време е Оливер Спасовски и партиските послушници на СДСМ кои што се околу него да си заминат. Ви благодарам на вниманието.